По неколку години, во 2018 и 2017 година, мојот тумор експлодираше и порасна до големина од 9 на 10 сантиметри, што значи дека буквално 1/3 од мојот мозок беше изедена. Кога нешто во мозокот ќе биде изедено и одстрането, никогаш не може повторно да порасне. Имав нехомоген тумор кој содржеше делови со глиобластом, што е најагресивниот тумор што постои. Тоа всушност може да се види. Ќе прикажеме слика со контрастно средство од магнетната резонанца. Во архивите нема забележано ниту еден случај некој да преживел таков тумор. Луѓето живеат околу 1 до 2 години во зависност од големината на туморот, но никој не живее подолго од тоа. И откако искрено го изговорив моето амин, јасно и недвосмислено слушнав глас на моćна глас што ми рече: јас апсолутно нема да дозволам да умреш за секогаш и за секогаш, за цела вечност. И во денешната емисија, на која навистина се радувам, едва и успеавме да почнеме, затоа што има толку многу теми за кои неформално разговаравме со него. Мојот гостин е човек кој доживеал многу значајна, да речеме, траума, односно трагедија во својот живот. Имено, имал тумор на мозокот, многу инвазивен тумор кој речиси го довел до смртна постела. Тој го сретна Бог и без понатамошно одложување ќе ја слушнете неговата приказна. Горан Шушлик е денес со нас. Горан, ти благодарам многу што одвои време да бидеш дел од овој подкаст и се надевам дека преку овој подкаст ќе го прославиме Бог и дека тоа ќе послужи за изградба и инспирација на другите. Сигурно можам да кажам дека порасна во христијанската вера. Навистина, јас се родив во таа вера и го живеав мојот живот повеќе или помалку или прилично значително како христијански верник, но без да доживеам вистинска длабока преобразба и навистина да се родам повторно во духовна смисла. Во 2010 година ми беше диагностициран многу сериозен тумор на мозокот. Во тој момент туморот беше околу 4 сантиметри. Прилично голема маса. Бев примен во болница, но тогаш не беше опериран, ниту хируршки одстранет, затоа што не се согласив целосно да се подложам на толку голема операција токму во тој период. И како последица на тоа се вратив дома кај моето семејство. Токму тогаш, како семејство, почнавме искрено да се молиме на Бога да ме излекува на чудесен начин и јас полека, но сигурно почнав да се чувствувам многу подобро, доживувајќи постепено подобрување на мојата општа состојба и благосостојба. И потоа, како што почнав да се чувствувам подобро, некако почнав да ја губам мојата врска со Бога. И покрај тоа, почнав речиси да чувствувам дека не беше Бог тој што ми помогна, туку дека сум здрав благодарение на моите собствени постапки. Преминав на билни екстракти, се откажав од месо, млеко и сите индустријски производи од животинско потекло. Ги следев, знаеш, длабочините на правилната терапија, природната исхрана, билните екстракти, без лажни витамини или минерали, кои всушност се штетни и се користат во денешните продавници за здрава храна. Тие всушност му штетат на човечкото тело. Нашето тело може да искористи само субстанции од растително потекло, само препарати што навистина се екстракти од различни видови растенија и тогаш тие делуваат како што треба. Тука има многу за зборување, но сега не би навлегувал во тоа. Например, како точно се чувствуваше во годината, 2010, токму таа година? Дали тогаш имаше некои значајни главоболки или непријатности? Дали беше тоа постојана главоболта, некој вид на мигрени? Како воопшто дојде до тоа да си речеш, сакам да одам на доктор да го проверам ова? Се онесвестив сосема ненадено и потоа веднаш ме однесоа во болница со брза помош. И тамо, при прегледот, открија дека имам значаен тумор на мозокот, од прилика 4 до 5 сантиметри големина. Потоа веднаш сакаа да отстранат апсолутно се наеднаш, но за среќа, мојата драга сопруга силно се спротистави и на крајот не дозволи тоа да се случи. Така што внимателно ми го отворија черепот и потоа откако го направија тоа, веднаш ја повикаа сопругата за сериозно да побарат нејзина изречна дозвола да отстранат апсолутно се. Таа цврсто одби, па тие внимателно ме затворија и едноставно ме оставија тамо. И според нивната медицинска проценка, јас свесно одбрав да не останам жив, што беше длабоко и тешко сознание. И тоа беше многу долг период. И тогаш почнав, пред тоа јадев многу месо и нездрава храна. Од тогаш станав апсолутен веган, конзумирам само растителна храна. И престанав да јадам месо и се друго и почнав да се чувствам многу подобро.
Така, во тој период, во болницата и потоа, постојано се молевме на Бога да не излекува и спаси, како што спомнав. И како што ми стануваше подобро, се повеќе заборавав дека моето здравје е резултат на неговата интервенција. И по половина година, целосно престанав да се молам и да учам. Сушност цела година, извинете, и одеднаш повторно заврши во болница. Се утврди, бев на контрола 1 месец претходно и имав тумор тука на левата страна. И 1 месец по тоа, бидејќи тоа беше најмалигниот тумор што постои, кога ме однесоа во болница, открија дека на другата страна од мозокот ми се појавиле уште 3. Еден беше 2, главно е 1 сантиметар. Во суштина целата глава ми беше практично изедена. И ете, многу добро го паметам тоа. Болничкиот персонал ми кажа сосема јасно дека едноставно не можат да ми помогнат, дека всушност треба да си одам дома и да се подготвам да се збогувам за секогаш со моето сакано семејство, иако речиси воопшто не можев да комуницирам. Бев во полусвесна состојба, да речеме, символично кажано, и тогаш беше сабота попладне. Беше врвот на летото, околу 40 степени Целзиусови. Бевме сместени на горниот кат од нашата куќа и многу луѓе дојдоа да се молат за моето оздравување. Немаше ниту едно облаче на небото и одеднаш за време на молитвите почна да грми толку силно што сите се исплашија прашувајќи се што се случува, дали е крајот на светот. Толку гласно беше. И одеднаш се почувствував сосема доба. Станав, ја повратив силата и потоа отидовме во болница на магнетна резонанца и таму беше утврдено дека сите нови израстоци исчезнале како никогаш да не постоеле. Значи, главниот тумор од левата страна, тој не се намали, но она што ме држеше на смртна постела исчезна, што значи дека Бог буквално го создаде тој дел од мојот мозок. Во 2010 година беше утврдено дека имаш тумор на мозокот со големина од околу 5 до 6 сантиметри. Во тој период, откако дознавте за тоа, се префрливте на исхрана базирана на растенија. Точно така. Точно така. Колку долго се држеше до таа растителна исхрана? Колку долго беше на таа растителна исхрана? Го правев тоа 1 година, но во последните 2 или 3 месеци почнав да губам дисциплина и почнав да јадам како обични луѓе, се уште без месо, но не здраво. И така, за само 2 месеци откако се откажав од здравата исхрана и Боже, повторно се разболев. Затоа што ако некој не го фалат и не го слави Бога и не покажува благодарност, тоа значи дека го напуштил Бога. И потоа, да речеме, повторно се вративте на искрениот начин на исхрана што го имавте претходно. А кога Бог направи уште едно чудо, повторно почнав да ги правам работите на правилен начин. И јас бев, како да го кажам тоа соодветно и прецизно, во прилично длабока состојба на, знаете, одреден вид чувство. Флуктуации. Бев на флуктуирачка, прилично нестабилна крива. Не бев баш стабилен. Вредно работев за Бога и постојано ги предупредувала луѓето, но тоа не беше во целосна полнота. И потоа, по неколку значајни години, поточно во 2018 или 2017 година, мојот тумор експлодираше и порасна на големина од 9 на 10 сантиметри. Значи, 1/3 од мојот мозок буквално беше изедена. И кога нешто во мозокот ќе се изеде и отстрани, тоа не може повторно да порасне, бидејќи клетките, нервните клетки, тие не растат, тие не се размножуваат. Значи, ако е отстрането е. Па кога беше тоа? Која година беше таа? 2018 година. И во 2018 година, тоа беше, да речеме, таа пресвртница за мене, нели? Кажи ми, во твојот приватен, личен живот, дали се плашеше од смртта? Дали размислуваше за таа? Кои мисли, ти се вртеа најмногу низ глава во тој период? Во тие последни моменти пред, да го наречеме смрт, што и требаше да биде, јас бев најблиску до Бог. Така што во тој специфичен и тежок период во тие години имав навистина тешки епилептични напади затоа што една многу значајна третина од мојот мозок беше целосно потисната. Значи, мозокот ми беше под таков притисок, туморот, како што ќе видите на снимките што подоцна ќе ги покажеме, ја туркаше другата половина од мозокот за 2 сантиметри или повеќе. Постојат, се разбира, различни извори на епилептични напади, дури и во духовен контекст на борба помеѓу две страни. Но ако нешто е предизвикано анатомски, како што беше случајот кај мене, тогаш не станува збор за тој аспект, току буквално за уништување на мозочното ткиво.
и од огромниот притисок врз остатокот од мозокот, кој беше околу 2 до 3 мачно дебели сантиметри. Тоа беше толку апсолутно ужасно, како некој намерно да ти стави електричен кабел од 230 волти, не само 12, туку цели 230 мочни волти директно во увото. И искрено не можем ни приближно да го опишем тој крајно мачен и болен ефект. Дури ако бев целосно исполнет со омраза и навистина сакав да му нанесам таква болка на некој друг, никогаш, ама баш никогаш не би му го посакал тоа на никого, дури ни на некој како Хитлер. Вакво мачење ретко кој го доживува. Сум зборувал со луѓе, но никој не поминал низ такви ужасни сензации како кога жица од 220 волти ти пушта струја низ телото, буквално те кине на парчиња. Значи, ти беше во тој момент на смртна постела, соочувајќи се со крајот на животот. Да. Каков беше тој период? Никогаш не сум бил поблиску до Бога. Значи, дури пред тој длабок момент на смртна постела, може би 2 полни месеци предходно, кога веќе бев неверојатно слаб и кревк, можев да направам само 20 или 30 чекори, чувствувајќи се како станувам се послаб и послаб со секој изминат ден. Но бев толку близок со Бога, што помислата на смртта воопшто не ме исплаши. Единственото нешто беше, може би заради мојата драга сопруга и мојот сакан син, кој ќе ги оставам зад себе. Но јас самиот не чувствував никаков страв. Се чувствував спасено. Влегов во толку длабоко заедништво со Бога, што ни смртта не ме плашеше, затоа што знаеме дека кога Исус ќе дојде наскоро во нашата генерација, тој ќе ги воскресне сите негови верници кои го прифатиле и живееле според неговата волја. Значи, на некој начин тоа беше и најубавиот дел од мојот живот, но во исто време чувствував дека би било себично да обезбедам спасение само за себе преку толку длабока заедница, додека толку многу луѓе на земјата би пропаднале за секогаш. И затоа, додека лежев таму, му упатив длабока молитва на Бога. Ако беше негова волја да направи чудо, бидејќи не стануваше збор за лекување, туку за создавање мозок, бидејќи мојот беше изеден. Значи, да. Ајде само да го разјасниме тоа за момент. Значи, кога малигниот тумор ќе достигне напредна фаза, каква што вашиот за жал ја достигна во тие последни критични денови, едноставно нема ефикасен лек. Трагично е, оставен како што е, осуден на неизбежна смрт. Мојот тумор беше многу малиген. Постои, бенеген тумор кој не е канцероген, туку само израсток во мозокот и луѓето можат долго да живеат со такви тумори. Тие дури можат и хируршки да се отстранат. Но мојот беше од 3-та и 4-та степен и не беше хомоген. Што значи 3-та и 4-та степен? Постојат 4 степени на тумори. Првиот е бениген тумор, кој е како лузна и може хируршки да се отстрани. Ако се отстрани навреме, може да се преживее, но колку е повисок степенот, толку е поневозможно да се излечи пациентот. Јас имав нехомоген тумор кој имаше делови со глиобластом, што е најагресивниот тумор што постои. Како што можете да видите, тоа ќе покаже слика со контрастно средство од магнетната резонанца. Значи, имаше особено бели области и според архивите, никој никогаш не преживеал таков тумор. Луѓето живеат околу 1 до 2 години во зависност од големината на туморот, но никој не живее подолго од тоа. Сушност, ајде да ја продолжиме оваа приказна. Значи, во 2018 година лежеше сам во креветот. Каква молитва му упатевте на Дове? Како беше тоа? Се молев многу долго. Немав часовник со мене во тој конкретен момент, но сигурно поминал барем цел час. Таму, повторно во тој свет простор, понизно ги исповедав сите мои гревови пред семокниот Бог и ја изразив мојата искрена желба целосно да му го посветам целиот свој живот. Сушност, работев во бизнис светот. Бев економист и заедно со еден производител основавме голема компанија за производство на аудио опрема и тоа ме оддалечи уште повеќе од Бога. Така што едноставно Бог мораше да дозволи тоа да се случи за да можам да бидам со Него и да останам покрај Него. Но во таа молитва се молев на Бог за се. Го молев да ми прости што се оддалечив од Него, што се впуштив во тој бизнис и во сите тие работи. И му ги исповедав сите многобројни гревови што јасно ги паметев и искрено го молев за неговото божествено простување, и ако на вистина е тоа неговата света воја, како што претходно рекав, да направи вистинско чудо за да можам да испратам клучна порака со итно предупредување до целото човештво, за да можат многу луѓе да бидат спасени пред славното враќање на Исус.
И откако свечено реков амин, јасно слушнав различен гласен и моќен глас. Јас апсолутно нема да дозволам да умреш за секогаш. Зошто за секогаш? Затоа што Исус доаѓа во нашиот животен век. Само погледнете ги сите овие длабоки кризи што моментално се одвиваат низ целиот свет, оваа потиснувачка диктатура што постојано се развива длабоко пред нашите очи. Многу луѓе станаа слепи затоа што тоа се случува постепено. Но ако ги погледнете последните 20 години, психата на луѓето се смени, нивниот менталитет. Никој веќе не сака да зборува со никого. Само мобилниот темасон. Цел ден само го држат мобилниот телефон и читаат. Значи, се смени. Неморалот се појави толку исклучиво низ целиот свет, што е неразбирливо. Само пред 20 кратки години овој длабок развој беше целосно незамислив. Но, како што постојано велам, бидејќи за жал го примаме тоа секој ден во мали, подмолни дози, ние едноставно веќе не сме ни навистина способни целосно да го сфатиме длабокото и навистина загрижувачко пропањање на човештвото што за жал се појави и зацврсти. Разбирам. Значи, упативте искрена молитва до Бог која траеше речиси цел еден час. Што точно се случува по таа значајна молитва? Па бев во болница и првото интересно нешто беше што од еднаш непознати луѓе, други пациенти, почнаа да ми приоѓаат и да прашуваат дали можат да слушнат нешто за Бог. И ова се случуваше во земјата каде што живее во тоа време. Тоа е атеистичка земја, далеко од Бог. Пред универзитетот, мојата прва работа беше како рентген техничар, и раководев со оддел со магнетна резонанса и томографија, така што многу добро знам каква е атмосферата во медицинските кругови. И да се зборува за Бог во таа средина е невозможно, но интересно е што околу 30 луѓе дојдоа да ме видат додека бев тамо, што е голем број, и сите беа жедни за вистината, а јас успеав на секој од нив да му ја кажам вистината. Најмногу ме изненади тоа што меѓу сите луѓе што ги срепнав, од доктори до одговорни за хигиена, моето најзначајно искуство беше со една личност задолжена за хигиена. Некој начин, преку мојата сопруга, таа почна да прашува за мене. Навистина е тешко да се сфати кога целосен странец луѓе прашуваат наоколу и сакаат да стапат во контакт со тебе. Потоа поминав уште неколку дена на друго оддалечено место и за жал не добив можност да ја сретнам таа конкретна жена. Така што се упатив таму и дури од прилично голема далечина, таа веднаш ми довика: "Горан, можеш ли те молам да ми кажеш нешто на вистина длабоко за вистината, за Бог, за Исус?" Сакам да кажам, се случуваат такви неверојатни чуда и луѓето се обраќаа кон верата во таа болница, што искрено бев шокиран, бидејќи никогаш до тогаш не сум доживел нешто слично. Секогаш сум ја проучувал Библијата и последните времиња пред враќањето на Исус. Но никогаш не сум бил сведок на толку моćни и интензивни дела на Бог. Можам да кажам и дека и денес работам интензивно за Бог и чуда постојано се случуваат. Например, неодамна јас преку некои навистина и искрено чудни околности кои едноставно не се реални, па дури ни веројатни, некако успеав да стигнам до таа конкретна личност. Потоа ме повикаа луѓе затоа што имаше една многу несреќна жена која полека умираше од агресивен рак, кој целосно го беше зафатил целиот стомачен предел. Буквално секој орган беше целосно исчезнат и беше навистина ужасно и срцепарателно да се гледа тоа. Поради тоа, мојата сакана сопруга и јас ја посетивме. Се молевме искрено со неа и долго разговаравме за Бог, за длабоката и вечна вистина. Потоа ја испратија во одделот за палијативна нега во клиниката, каде што се сместуваат луѓе кои се на крајот од животот. Се молевме, а имам и група. Можам дури и да ти го пратам линкот за да ни се придружиш на Facebook и онлайн. Како и да е, неколку дена по нашите молитви, жената беше пуштена од одделот за палијативна нега, чувствувајќи се подобро од кога било. И сега ни се придружува во нашите групни молитви. Вакви работи доживуваме постојано. Слава на Бог, слава на Бог. Така што тоа беше резултатот од моето заедништво со Бог. Дури и пред 2018-та работев за него во разни фази, но од тогаш целосно му го посветив целиот свој живот. И како последица на тоа, многу луѓе навистина го најдоа Бог. Не преку некоја моја собствена сила, туку токму затоа што му го дадов умот на Бог. За да може тој да ги изговори тие длабоки зборови преку мене, не јас самиот, току преку неговото божествено водство. Слава на Бог!
Би сакал само малку да се навратиме на твоето искуство. Откако се помоли на Бог со таа едночасовна молитва, што се случи со ракот? Што рекоа докторите? Какви беа снимките потора? Па додека бев во болница, повторно ја отворија, знаеш, за да видат што може да се направи. И потоа ја затворија. Извадија околу 1,5 см ткиво за анализа, каде што единствено открија дека е 4-та фаза. Тоа значи најмалигниот тумор што постои, таков што дури не постои во архивите. Секогаш може да има меѓу милиарди луѓе некој што преживел нешто. Исто како со бомбите во Јапонија, има луѓе што преживеале дури и на 400 метри. Но во нормални околности нема евиденција во медицинските архиви дека некој го преживеал ова. Затоа што е побрзо и не помагаат ни природните терапии. Јас сум застапник на природна терапија со билни екстракти, не тие така наречени витамини и минерали што се продаваат по биошопови, каде што луѓето само заработуваат пари. Но и во тие продавници ги има овие екстракти. Например, екстрактот од калциум се прави од одредена билка во океанот и мора да биде од жива материја, затоа што тогаш се е ситно сомелено. Значи, што сакам да кажам е дека ја поддржувам таа класична билна медицина, која оди многу подлабоко од тоа што го имаме денес, каде што луѓето не сваќаат дека се врти околу парите. Но да се вратам на првото прашање, по тоа на вистина неверојатно искуство, многу брзо станав од кревет и ефикасно се справив со се. Луѓето упорно ме бараа, сакаа да зборуваат со мене додека јас се уште бев во нивните кревети. Дури и посветените медицински сестри кои влегуваа во собата да ме проверат. Сето тоа беше навистина доста интересно и секако незаборавно време. И потоа, не знам, докторите не можеа баш да поверуваат дека толку добро се опоравувам. Па затоа ме задржаа малку подолго од првично планираното. Но по добри 10 дена официјално ме отпуштија и веднаш си отидов дома со моето сакано семејство, чувствувајќи се многу подобро и олеснето. Во тоа време живеевме во планинско село и отидовме на проштетка од 10 километри низ ридовите. А пред тоа не можев ни 10 метри да изодам, но по Божиото чудо отидов на прошетка што траеше повеќе од 3 часа горе-долу по ридовите. Бог на вистина направи незамисливо чудо. Тоа е што можем да кажам. И сите доктори се согласуваат со мене. Ме гледаа најдобрите доктори затоа што не можеа да разберат што се случило. Еден доктор рече, знаете господине, Бог не постои и чуда не се случуваат. Ајде сега да ви кажам нешто. Бидејќи вашиот тумор исчезна, всушност не исчезнал затоа што не може едноставно да се изгуби. Туку вашето тело некако го свиткало и се скрил меѓу клетките. Бог не постои, чуда не постојат, така што тоа е само еволутивна можност. Значи, телото нашло начин да го свитка тој мозок за да ја зачува функцијата. Сакам да кажам и имам голема почит кон докторите затоа што се исклучително образовани и учат двојно повеќе од нас што завршивме обични факултети. Но како доктор човек мора да го користи својот ум затоа што фармацевтската индустрија го води универзитетскиот процес и ги бомбардира студентите со лажни информации за да можат да ги продаваат своите лекови. Но тоа треба да се нагласи. Докторите се неопходни и во природната медицина. Имаме многу луѓе кои одат во крајност и велат дека воопшто не ни требаат доктори. Вистинската рамнотежа е да ги користиме и филтрираме двете страни. Токму тоа на вистина се случи. Докторите беа прилично изненадени. Некои на вистина ја признаа вистината, а една од докторките од таа група, таа беше значаен член на нашата молитвена група подолг временски период. А всушност, сега кога зборуваме за доктори, ми текна дека имав пријателка со која бев блиска. Таа беше докторка која имаше своја ординација за природна медицина и беше многу официјанен медицински професионалец. Но беше вклучена во New Age религијата, каде што се користеа методи што потекнуваат од другата страна. И потоа, на чудесен начин, Бог не поврза преку нејзината мајка, која беше атеист и слушнала за моето искуство со исцелување. И тогаш таа сакаше и за нејзиниот случај да разговараме. Таа имаше. Како се вика тоа? Тоа е болест каде што нервите се распаѓаат и набрзо не можеш да одиш, стануваш се послаб и послаб, на крајот не можеш ни уста да отвориш и умираш. Во суштина е неизлечлива, нема луѓе што се опоравиле од неа.
И уште тогаш Бог ја штитеше уште пред да не запознае нас. Иако беше во новиот бран, нејзината болест напредуваше доста бавно, 10 до 15 години, што е невообичаено. Но Бог ја подготвуваше затоа што знаеше дека ќе ја запознае вистината и потоа се приклучи на нашата група и подоцна. Па нема сега премногу да навлегувам во детали, но во суштина многу разговаравме за вистината, за религијата и така натаму. Имаше многу пречки. Сатаната се обидуваше да ја спречи, а сега таа е многу верна жена на Бог. И само неодамна, пред 2 или 3 месеци, се беше отстранато, таа стана физички нормална. Иако тие нерви беа уништени, се беше обновено. И сега на 68 години таа оди како да е тинејерка. Слава на Бог, слава на Бог. Кажи ми, од моментот кога се молевте до целосното исцелување, колку време помина? Се случи ли преку ноќ, веднаш по молитвата, или имаше период во кој постепено исчезна? Можеш ли да се сетиш? Па, како што реков, стана веднаш потоа и си ја вратив силата и се, но може би требаше година или 2 за се да се среди, за тие наслаги од крв што се наталожија во мозокот да се исчистат и за се да... Но морам да кажам, не мислам дека би лажал. Бог не остави малку послаб. Така што и денес не сум сосема силен ако го споредиме тоа со апостол Павле, например. Тој се молеше на Бог 3 пати да му ја острани таа болест од главата. И Исус му рече, како што читаме во Библијата, доволно ме молеше, не ме прашувај повеќе за тоа. Така што Бог често ги остава луѓето со страдање за да не станат горделиви. Како менаџер, може би имав тенденција да развијам гордост и затоа Бог едноставно ме остави вака. Тој ме водеше насакаде, но на крајот ме доведе до себе и до понизност. Но јас, а и сите ние, мораме секогаш да се молиме на Бог да не ги развиеме повторно нашите негативни особини. Секако, секако. Кажи ми, низ целиот тој период на твојата болест, боледување, низ сите маки и тешкоти низ кои помина, што да речеме ти покажа Бог преку целото тоа искуство? Љубов. Каков живот живееше претходно? Дека живеев просечен живот на обичен граѓанин. Не бев вмешан во криминал или некои особено зли работи. Но ситуацијата е таква што пред Бог криминалците често му се поблиску нему и до спасението. Отколку луѓето кои се оладени, тие што го познаваат Бога се оладени кога ќе погледнеме. Да се сетиме на разбойникот кој беше до Исус на крстот. Тој беше спасен, а сите тие евреи што го убија, што беа блиску до Бог, не беа спасени. Така што Бог ја одредува нашата одговорност според нашето знаење. И бидејќи јас бев дете и внук на пастори, христијански проповедници, знаев повеќе од другите. И Бог го мери гревот според знаењето. Така што оние што ништо не знаат, што никогаш дури ни не слушнале дека Бог постои, ќе бидат спасени според нивниот карактер и знаењето што го имале. Но колку што е подлабоко нашето знаење, на некој начин толку сме повеќе заштитени. Затоа што колку е подлабоко нашето знаење, толку сме поблиску до Бог и толку сме повеќе заштитени, но истовремено сме и поодговорни. Точно така. Значи, да повторам, знаењето не е услов за спасение, но помага. Сатаната, кога имаме знаење, полесно може да не одведе во New Age, во секакви работи. Дали би рекле тогаш дека во вашиот живот, да земеме предвид, пред таа значајна болест, имавте основано успешна компанија, успешен бизнес и така натоно? Дали навистина препорачувате луѓето активно да влезат во предизвикувачкиот свет на предприемништвото за целосно да си го исполнат умот со тие барачки и ангажирачки работи? До кој степен треба да се оди за тоа да не стане идол во вашиот живот? Па самиот бизнис не е греф, да речеме. Луѓето мора да живеат и да функционираат. Се разбира, поентата е што е центарот на нашиот живот. Каде ни се мислиде? И ако создадеме бизнис во кој работиме по 15 часа на ден, веќе не сме способни. Треба да признаеме, мислам, искрено не можам ни вистински да кажам дека сега сум целосно свет и праведен. Затоа што, како луѓе, постојано растеме и се развиваме. Затоа што пред враќањето на Исус ќе треба да бидеме свети. Еден ден може би ќе разговараме и за тој аспект. Но го изгубив текот на мислите. Бев Гюзи, слободно вклучи до се. Само допрете го за да престане да вибрира. Да. Ве молам, само повторете го прашањето. Телефонот ме одвлече вниманијата.
Ба, дали препорачувате луѓето да се занимаваат со предприемништво? И до кој степен може да оди тоа пред да стане, да речеме, идол во вашиот живот? Па јасно можеме да видиме дека во Стариот Завет најбогатиот и најуспешниот човек на земјата во исто време беше и најверен и најпобожен. Значи, очигледно е дека самото богатство не е непребродлива пречка за постигнување спасение. Но, за жал, како што длабоко рече и самиот Исус, само релативно мал број богати луѓе навистина успеваат да влезат во Царството Небесно. Ние нема да можеме да поминеме како камила низ тесната врата. Тоа значи, според мене, бизнисот е вистински бизнис само ако Бог не води и тој не насочува дури и во деловните работи, а ние остануваме поврзани со него, така што кога работиме, се молиме и го бараме неговото водство за тоа што треба да направиме тука. Ќе го излажеме ли нашиот деловен партнер? Ќе бидеме ли неискрени? Ќе крадеме ли на кој било начин? Но ни тоа не е поентата. Поентата е што е во центарот на нашето размислување. Ако можеме да видиме дека поради бизнисот нема да можеме да се молиме барем 1 час наутро кога ќе се разбудиме, ако почувствуваме дека застануваме, дека стресот од бизнисот ни ја презел силата, дека веќе немаме енергија да станеме и да се молиме 1 час и да се молиме навечер пред спиење, тоа треба да ни биде знак дека ова не е според Божјата волја. Ти си целосно излекуван од тоа искуство. Денес е 2025 година и да речеме дека поминале околу 4 или 5 години од како си бил ослободен од тоа. Точно ви е тоа? Може би и повеќе. Тоа беше 2018, не, сега е 2025, тоа се 8-9 години. Как се чувствуваш, Теде? Верувам дека гледачите би го нашле тоа многу интересно. Дали имаш некакви здравствени проблеми што ги влечеш од тој период? Па се чувствувам послок. Мислам, како што би рекол, не сум апостол Павле, ниту сум пророк, само да ме разберете. Единствениот пат кога јасно го слушнав Божиот глас, бише кога ме излечи. Од тогаш повеќе не сум слушнал јасен глас. Луѓе, често сум забележал дека сатаната често шепоти. И често дури нашите собствени мисли, кои ни се чинат како да сме слушнале некој нешто да каже, како некој да ни зборува, многу често се само наши мисли. Така што во таа област на вистина мора да се биде многу внимателен. Тоа е што можам да кажем. Истото важи и за моето лично искуство. Така што Бог не води. И кога сме блиску до него, на трајот почнуваме да ги слушаме неговите зборови. Но сатаната ни поставува граници. Да се подсетиме, например, на тој клучен момент кога, како се викаше, директниот потомок на Авраам од родот на Исав, Јаков, кога познато се бореше со Исус, Светото писмо јасно наведува дека тоа бил ангел. Но во еден посебен и прониклив текст, еден навистина добар и почитуван автор, тоа го опишува многу живописно. Токму во исто време, самиот Сатана подмолно му шепотеше зад грб, постојано му зборуваше работи како никако не можеш да ја добиеш оваа борба и слично, обидувајќи се да посеја семе на сомнеш и очај во неговиот ум, или да победи и да стане омразен. Едноставно кажано, на вистина мора да бидеме исклучително внимателни со надприродниот свет, затоа што таму сатаната е најприсутен. Забележав дека во многу движења што почнаа да се движат кон вистината, сатаната веднаш се појави таму и тие завршија во уште полошо отпадништво отколку што беа претходно. Апсолутно, апсолутно. Дали сте на растителна исхрана и дали им ја препорачувате и на други? Денес исхраната базирана на растенија е од суштинско значење. Би рекол само едно, иако апсолутно мислам, не конзумирам животински производи. Денешните растенија, особено ако не ги одгледувате во својата градина, на своја земја, се многу исцрпени. И дека, истовремено, сме принудени да конзумираме јајца. Јајцата на вистина се единствениот животински производ што содржи не само месо. Не само нешто што е созреано, туку апсолутно се што е потребно за одржување на животот, за да може од него целосно да се развие едно целосно суштество. Така што таму има целосна концентрација. Ако еден ден дојде прогон, не би се изненадил ако тогаш почнеме да ги одгледуваме, но тоа треба да се остави настрана. Значи, јајцата треба да бидеме 99% на растителна исхрана. И, например, треба да правиме лебови за јадење. Непријателот сушност го направи лебот најотровната субстанца во денешната исхрана. А во денешната пченица нејзината генска структура е манипулирана, така што станала исклучително опасна.
Но сите сорти како емер и слично, ако се прават само со сув квасец, апсолутно не со свеж квасец. И се печат на таков начин што има дупки во левот и е целосно сув. Најдобро е да се остави да отстои еден ган. Тоа е една од основите на здрава исхрана и така натаму. Сеја нема да навлегувам во тоа, иако сум посветил многу време на тоа. Лично. Се разбира. Но ако можеме само малку повеќе да им објасниме на луѓето како се чувствувате денес, дали сте целосно здрав или се уште имате некои последици од тоа? Тоа ме интересира. Па можем се да правам. Мислам, пишувам книги. Исто така се занимавам и со физичка работа. И често возам на многу долги релации. Конкретно 600 километри во еден правец, што е навистина големо патување. Можем да работам нормално, но чувствувам дека не сум баш ист како порано. Малку Ослаб. Јас чувствувам одредена слабост и му благодарам на Бога за тоа. затоа што Всушност, тоа навистина ме одржува, слично како длабокиот пример на апостол Павле, постојано ме одржува длабоко смирен. За никогаш да не станам арогантен и на крајот да се оддалечам од Бога. благодарам. И за тоа. И така, да речеме како едно од последните и најважни прашања, што би одговориле вие како некој што навистина поминал низ толку длабока трагедија и огромна тага во животот? Во еден значаен аспект, што би им рекле на луѓето кои минуваат низ тешки животни ситуации, кои се борат со сериозни болести? Ќе оставам на вас да им пренесете порака. Па можам да кажам едно. Бог, како што спомнавме во контекстот на прашањето за преобраќање и спасение, очекува од нас да го направиме нашиот дел, она што можеме да го направиме. Односно, Бог ги лекува црните луѓе во Африка кои немаат ништо затоа што не се во можност да направат нешто. Но за нас, каде што можеме да направиме нешто, тој очекува да преминеме на здрава исхрана и да користиме растителни екстракти. Но дури и тие не можат да излечат сериозни болести и тука е потребна Божјата помош. Но од наша страна мора да се откажеме од месо, алкохол, кафе, цигари, штетни работи, црн и зелен чај, значи сите нездрави работи. На мојата страница инаку би ви препорачал од срце. Имам 2 посветени страници и групи на Facebook и на интернет. И таму лесно можете да најдете сеопфатен дел за здрава исхрана. Постои детална книга што внимателно ја составив од неколку угледни автори, која темелно ги објаснува сите основни принципи на здравјето, важни извадоци што на вистина се потребни и така натаму. Мислам, можете ли да го напишете тоа на екранот? Може, ќе го добиете тоа. Најважно е да се јаде здраво, да се зема при одредени болести, например постои 20 пати концентриран екстракт од темјан. Значи, обичниот екстракт од темјан е здрав, но не лекува. Ако се земаат високи концентрации при тие тешки болести, како што спомнавте, може да се излекува. Значи, потребна е здрава исхрана, но и посебни лекови, кои се вклучени во книгата што ја имам подготвена. И кога сето тоа се применува, можно е да се поврати здравјето дури во последните фази. А Бог го прави останатото. Секако. Значи, би препорачале и да правиме се што зависи од нас колку што можеме? Се зависи од нас. Се што зависи од нас и молитва кон Бога, постојано предавање на Него и тоа. Ново раѓање, и тоа се манифестира. Можем само да му поставам прашање на некого. Ако видиш некој што те мрази, што те напаѓа, што ти прави штета на разни полиња, вклучително и во бизнисот, и почувствуваш омраза кон таа личност, тоа треба да ти биде сигнал да почнеш да се молиш на Бога да ти даде полнота на љубов во срцето. Така што, исто како што Исус ги сакаше своите непријатели, и ние мора да ги сакаме нашите непријатели. Ова не значи дека треба да се поклонуваш пред своите непријатели, но не смееме да мразиме и дури ако најголемиот непријател ти дојда, треба да му помогнеш. Горан, ти благодарам многу што беше на вистина неразделен дел од овој неверојатно прониклив подкаст. И ако можам, да бидам толку смел да поставам едно последно, длабоко прашање. Очигледно е дека Бог те спаси од таа тешка болест за да можеш на вистина да бидеш светол пример во овој свет. Јавно да го споделиш Него и Неговата Божја реч, ако ова би бил твојот последен искрен говор на планетата Земја, која длабока порака би сакал да ја пренесеш на сите луѓе? Бог ве сака, Исус ве сака.
Нема поголема љубов од она што ни ја дава Бог, Таткото и Неговиот Син Исус.